Нова тема и нова дилема во нешто конкретно. Ке дискутираме, ке коментираме, ке заклучуваме, а вие внимателно слушајте. Немој после, не сам знајала. Како вика една моја пријателка, јас со сигурност вика тврдам дека секој нареден е полош од претходниот. Мислам дека човек не се менува, таков е или го прифаќаш или не го прифаќаш. А со карате да пробаш да го средиш? Не можеш никако да го смениш. Не сме на телевизија да кажи, иначе со карате може. Ги дискутираме и приказните. Принцот на бел коња, ма уствари некојаш доаѓа конјот на бел принц. Сега, разликата е што принцот кога ќе ти дојде на бел конј, ќе ти биде принц, ќе ти биде убав, ништо нема ти работи, ама кога ти дојде конјот, може да товараш, може да си работиш, да си... Се истражувало дека вкупно жената треба да бакне едно 15 жаби пред да дојде принцот. Колку си бакнала до се? Немам бакнато жаба. Нема, добро. А принц? Имам. Да. Со колку коња? А прашуваме и, која вештина е најдобра за успешна врска? Јас со прслукот би почнал, вака, од помалата генерација. Ова зависи чив прслук сега тоа да отвори. Добро. Ако многу пак отвора, ќе прашат кај научи. Како функционира? Со ова се отвара. Со тоа се отвара? Запалка се отвара. Прслук? Не, Не. пиво. Пиво, да. Прслук само со вако, со скалпер. Ние докторите со скалпер. Од првин беше ангел, ангел на овој свет. Од ангел се претвори вистинска сатана. Нешто конкретно. Недела, 17:30. Само на Телма. Не пропуштајте.